Почитувани, повод за денешната пресконференција се најновите запоставувања на најзагрозените лица од страна на владата. Повторно станува збор за ветено, а не остварено. Откако преродбата се претвори во изродба, за стечајците, земјоделците, социјалците, овој пат и за средношколците. Министерот за финансии, господинот Зоран Ставревски, и министерот за труд и социјална политика минатата година во повеќе наврати ветија дека социјалните семејства, чии деца ќе се запишат во средно образование, ќе добијат екстра пари од владата. Или уште поконкретно, секое дете што редовно ќе посетува настава во средно образование, ќе добие 12.000 денари годишно од државата. Тоа е уште една лага од оваа ненародна власт, која овој пат си поигра со судбините на средношколците и нивните семејства кои се социјални случаеви. Министерството за труд и социјална политика излезе со став дека наводно парите биле обезбедени од Светска банка, меѓутоа софтверот не бил готов и затоа ќе распишеле нов тендер. Меѓутоа, оваа година владата дефинитивно нема да издвои пари за средношколците. Почитувани на јавноста и се добро познати образовните преродби кои секојдневно паѓаат на Уставен суд. Сето тоа беше проширено и надградено кога во најголема епидемија на свински грип ги натоварија средношколците во автобуси, ги однесоа на масовен собир, односно на садење дрва, уште еден многу исплатлив бизнис на владата. Но тоа не е се. Секојдневно средношколците по средните училишта подпишуваат некакви апликации за вадење на лични карти по брза постапка. Ја прашуваме владата, дали е дозволиво во училница да се собираат лични податоци на учениците матуранти, меѓу кои и матични броеви. Ова е класична дискриминација на останатите граѓани пред се на старите изнемоштени лица кои за да добијат лични карти чекаат со часови и денови во просториите на Министерството за внатрешни работи. Ние, како социјалдемократска младина на Македонија, апелираме до владата овие проблеми итно да бидат решени. Бараме ветувањето да биде исполнето, а средношколците да си ги добијат ветените пари. Срамота е и неморално да се зборува за проект од типот на Скопје 2014, се додека владата не свати дека живее во Македонија 2010, земја каде покрај безбројните социјални, економски и образовни проблеми се поалармантни стануваат и проблемите на младите. Благодарам.